само напредија во иднина. Од друга страна сум импресиониран затоа што вие сте единствената македонска партија која ги обедини сите, ги повикува искрено сите македонци од сите делови на соседните држави каде што живеат македонците, и тоа треба да биде добар пример и за партиите во Македонија. И за тоа навистина честитам. Бидејќи многу се зборуваше опет, прекрасни работи слушнавме, јас ќе се обидам да бидам најкраток, заради тоа што чувствувам кон вас, се определив да донесам еден подарок за сите вас кои сте тука присутни. Ја имате книгата која произлезе од мојата повеќе од 30 години истражувачка дејност на оваа тема, но не мислев дека ќе прерасне во книга, туку јас се занимавав со други теми, а ова го собирав за своја душа. Меѓутоа, како што поминуваше времето, се покажа дека во македонската историографија има стотици монографии, например, за македонската црква, стотици монографии за македонската државност, стотици монографии за македонскиот јазик. Меѓутоа, немаше интегрална студија за етнонимот македонски. А всушност, се што се врти околу нашиот македонски проблем е името на македонците. Од тука произлегува, односно, проблемот на негаторите. Тој не е наш проблем. Затоа што тие ова име го употребуваат, која е разликата тука? Тие ова име го употребуваат да биде нивна, да речеме, провинција. Ова име го употребуваат за луѓе кои треба да бидат обележени како некакви жители на провинција. Ова име го употребуваат да им биде бренд. Но само еден народ ова име го носи со сите ризици на својот обстој. Овие документи, над 1000 документи, од пропаста на античката држава до почетокот на создавањето на современата македонска држава, докажуваат дека континуитетот на името на овие простори никогаш не бил го прекинат. А тоа значи дека оние кои се јавија во 19 век како наши преродбеници, не случајно се повикуваат на своите корени уште длабоко од антиката, затоа што само овој народ во колективната меморија прераскажувал на своите поколенија дека се потомци и на Александар, и на Филип, и на Кирил, и на Методи, и на Климент, и на ова. Значи, она што го има во колективната меморија е нешто што сега најмногу им смета на некои негатори, особено на бугарската политика и бугарските историчари. Тоа е единствена наука која е под контрола на службите за државна безбедност. Ова би го кажувам со сигурност од она што ми го кажуваат колегите во Бугарија. Значи, за темата Македонија и македонци не можат да се занимаваат во Бугарија историчарите доколку не се докажени антимакедонисти. Но тоа е, реков, нивни проблем. Нашата историја, нашите овие докази кои ги имаме овде ни покажуваат дека името е нешто што не може да се искорени од народот. И оваа студија покажува дека ниту еден акт државен, ниту одлука на некаков државен орган, ниту може да се создаде народ, ниту да се уништи. Сите кои мислат дека на таков начин нешто ќе можат да направат, можат само да се лажат себе си, а се надевам дека во иднина се повеќе и повеќе вистината за Македонија ќе излезе и пред светската јавност. Затоа оваа книга ја преведов на англиски јазик и таа книга сега, како што
ќе ми видат можностите, така ќе делам на универзитетите во светот, на македонците во светот, на амбасадите, така натаму, само со Господ напред да даде Господ здравие. На вас од Македонската алијанса ви посакувам голем успех во работата. Вие сте прекрасни луѓе, секогаш кога доаѓам овде има навистина моменти за вечно сеќавање и да не должам понатаму. Ви честитам за се. Благодарам. Почитувани присутни, за Македонската алијанса за европска интеграција да реализира